Ова утро ќе го запознаеме младиот Андреј Рајатовски, кој што во слободно време, сега за сега барем, ги уредува јавните површини на секаде низ нашиот главен град, низ Скопје. Андреј, добро утро. Ти благодарам што утринава си заедно со нас и со нашата публика, со нашите гледачи. Млад човек си, имаш навистина една многу одлична, многу убава идеја, каде што ги облагородуваш јавните површини низ градов, кои што не се убаво уредени. Почнуваш, веќе работиш еден месец и би сакала еве вака нашата публика, нашата јавност да те запознае многу повеќе. Кажи ми, како дојде на идеја за сето ова? Добро утро, поздрав до вашата публика. Вака, значи гледав доста слична содржина од странски креатори на социјалните мрежи, ми излегуваше многу често, веројатно бидејќи првиот пат сум се заинтересирал по алгоритмот ме наместил да гледам нонстоп таква содржина, меѓутоа сум уживал додека ја гледам и решив да го правам тоа во Македонија, зашто некога веќе имаме материјал за снимање. И ете почнав пред месец дена, излезе добро, па Од каде започна? Што беше првото нешто што уреди во нашиот главен град, што ти сметаше? Значи, претежно се локации каде што јас често движам и локации блиску до моето живеалиште. Значи, тие локации ги гледав многу често, гледав дека им е потребна таква акција и повторно ќе кажам инспириран од креаторите странски што прават таква содржина, решив да го направам тоа во, да речам, малото каде што живеам јас, општината каде што живеам јас, и еве испадна добро. Значи имам материјал уште и во мојата, така да цело Скопје е стварно големо. Како да кажеме дека опремата, односно материјалите со кои што ги уредуваш јавните површини се твои и сега за сега работиш сам. Планираш ли можеби да се зголеми тимот? Да, зошто да не? Сега за сега сум сам. Планирам некоја акција каде што, бидејќи многу од луѓето ми пишуваат да се приклучат. Планирам некоја акција која што би организирал со волонтери, меѓутоа за тоа ќе почекаме да имаме некоја сончева недела каде што би не послужило и времето, би биле слободни луѓето нели во недела и би направиле, да, зошто да не. Да кажам дека еден месец веќе го работиш ова во твојата општина, во општина Аеродром, да им објасниме на гледачите за што станува збор, што поконкретно работиш, како изгледа твојата работа, односно твојата општествена работа, да кажам, бидејќи ова е за јавно добро за сите нас. Значи, локациите што се објавени, односно што ги имам снимено, се локации каде што има обраснато трева, каде што не треба покриен голем дел од тротоарите, со трева, има клупи нефункционални каде што има израстено трева, има израстено диви дрва и така натаму. Моја работа едноставно да ги средам, тоа да го снимам, да го изедитирам, да го направам убаво за гледање и да го објавам на социјалните мрежи. Гледам дека луѓето уживаат гледајќи ги тие видеа, така да на кратко да, тоа е мојата работа. Ама сепак не работиш сам, значи има некој што ти помага, така, некој што снима? Па сега за сега не. Имам, да, сам си ја ставам камерата, имам купено сталаче, си ја ставам камерата, сам си работам, сам ги едитирам видеата, сам постирам. Сега за сега сум целосно сам и во работата и позадински се што се случува се правам сам. Сега за сега. Има одлични реакции на социјалните мрежи. Би сакала за нашата публика да кажеш како може сите заинтересирани како да те најдат и на Инстаграм и на Јутуб, нели имаш и свој Јутуб канал, и како да ти се приклучат, што поголем број на млади луѓе, волонтери, и не мора да се млади, може да се малку и повозрасни, каде и како да стапат во контакт со тебе? Значи, профилите ми се секаде исти, се вика Граден народ МК. Може да ги најдат на Инстаграм, како што кажавте, Facebook, TikTok и YouTube. На YouTube ги имам целосните видеа, значи подолгите видеа да речам, каде што можат да ги гледат луѓето, а на социјалните мрежи ми се пократки видеа. За тоа пак ќе кажам за волонтери, ќе објавам доколку најдеме локација, доколку не послужи времето, влијаат повеќе фактори, би објавил локација, време, кога би можеле луѓе да се приклучат на некоја таква акција. Имаш интерес за хортикултура, да кажам, за цвеќињата, за зеленилото, од каде доаѓа кај тебе таа љубов и дали можеби пред да почнеш да се занимаваш со ова, имаш некоја своја сопствена градина, дали можеби тераса, ако живееш тука нели во општина Аеродром си, како започнува тоа се љубовта кај тебе кон хортикултурата? Па јас живеам во куќа,
со двор, така да секогаш ми било интересно кога треба нешто да се сработи во двор, да се уреди некое катче и така натаму. Меѓутоа, плюс на тоа би додал дека и моите родители се занимаваат имаат сопствена цвеќара и се занимаваат со одгледување цвеќиња и можеби и тоа ми влијаело, еве да кажам, на некој начин. Тоа што имам двор, пак ќе кажам, и така спојна неколку работи, можеби секогаш сум уживал во пресадување на цвеќиња, такви работи. Учиш ли од некого или од некаде, бидејќи сепак потребно е знаење за ова што го правиш ти. Не може туку така, нели, да се дојде и да се уреди, да се направи, да кажам, од обрасната клупа, да биде тоа средено како што треба. Така, па да, како што кажав, повеќе мојата мајка е цвеќарка цел живот, така да од нејзе можам многу да научам за растенијата. Плюс би рекол, бидејќи работам, па ќе кажам, во двор, сум го работел долго време, тоа од прилика ги знам кои растенија може да се шишат, да се одгледуваат, кои не, знам кој му треба пресадување, кој не. Од прилика ги знам тие работи, така да лесно се снаоѓам сега за сега. Имаш одлична идеја, само на почеток си на ова што ќе почнеш да го работиш, се надевам понатаму ќе прерасне не само во општина Радом, туку на секаде низ град Скопје, па и низ Македонија, зашто да не. Еден повик да ти се приклучат сите заинтересирани и млади и повозрасни, да ти помогнат, бидејќи на градот му се потребни повеќе средени површини за да биде убаво и за сите нас, па и за туристите кои што ни го посетуваат градот. Вака, прво би кажал дека не би можело толку често да има акции со волонтери, бидејќи сепак се работи со алат, не е работа со гола рака, не би можел. Прво, јас немам алат за сите луѓе што би дошле. Второ, не би сакал јас да повикувам да доаѓаат луѓе со алат свој и така натаму. Значи, би направиле некоја акција. Да, меѓутоа тоа не би можело да биде толку често, пак ќе кажам, бидејќи се работи со алат, не секој човек е обучен да прави такви, има остри алати кај што може луѓе да се повредат, така да би направи волонтерска акција, меѓутоа со предпазливи би рекол задачи на луѓе, да, и со луѓе кои што имаат знаење. Андре, многу ти благодарам, ти посакувам многу успех и се надевам ќе се видиме напролет, кога ќе има многу повеќе работа и кога ќе биде се повторно разделенето, а до тогаш ти посакувам многу успех и добро здравје. Фала ви на вас и поздрав до вас и вашата публика.